Почитуван председател на Советот на општина Крива Паланка, почитувани советници, почитувана општинска администрација, почитувани медиуми и почитувани сограѓани кои што ја следите седницата онлайн на нашиот YouTube канал, добар ден. Ви се обраќам на само 5 дена пред крајот на оваа календарска година, која сакам секој од нас ја памети по нештата кои во истите оставиле посебен белег и позитивни емоции. Но со сигурност сите ќе ја паметиме по предизвикот во борбата со COVID-19. Па затоа ќе си посакаме првин здравје во годината што е на прагот. Со желба 2022 година да ни донесе крај на пандемијата и да се врати целиот нормален тек на живење. Во овој контекст, на голема благодарност и почит денес ти упатам до сите оние кои што се ставени во служба на секој еден од нас, како што се здравствените работници, волонтерите на Црвениот крст и сите оние што директно или индиректно се вклучени во борбата со надвиснатиот непријател на човештвото COVID-19. Од моја перспектива, 2021 година ќе го одбележи за мене новото подглавје во мојот живот, стапувањето на функцијата градоначалник, која веќе 2 месеца ја извршувам со задоволство и голема одговорност, но во исто време со голем личен влог, кој сакам да го дадам за општината, како и за секој еден жител на нашата убава Крива Паланка. Овде, од оваа говорница, отворено и од срце, ќе говорам за проектите што ги наследив, сработеното во периодот од неполни 2 месеци, колку што сум прв човек на градот, како и за плановите и проектите што ги ветив, а граѓаните ги очекуваат од сите нас кои ја водиме општината и ги носиме одлуките. Најпрвин, отвореноста и достапноста за граѓаните станаа препознатлив белег во моето работење. Со можноста за граѓаните, своите потреби и проблеми, директно и непосредно да ги искажат во термините за контакт и средба со мене, секој работен ден и еден ден од викендот во сабота, со што секој граѓанин примен, сослушан и помогнат во решавањето на проблемите. Во само 60 дена остварени се средби со над 1400 граѓани, а во голем дел се решени или променети состојбите со кои се соочуваат. И секако, отворен сум за нивните сугестии, конструктивни критики и идеи, што ќе бидат земени во предвид за претстојниот период, а се во интерес на подобар квалитет на животот на нашите граѓани. Во мојата изборна програма, како врвен приоритет беше ставена хигиената во градот. И можам да кажам дека се што направивме досега во овие 2 месеци успеевме да го увериме дека тоа се остварува, зашто и самите сте сведоци. А со уште посилна енергија ќе продолжиме да работиме на ово поле како што доликува на нашата Крива Паланка, која во мојот мандат ќе биде општина за пример од чистота и уреденост. Во овој контекст и хортикултурното уредување кое го започав, а е модерно и во стил прилагоден на годишната доба, зашто се заслужни вработените во јавното предпријатие Комуналец, кое како јавно предпријатие, задолжено за овој домен, во иднина ќе биде уште повеќе вклучено со посилна активност, единствено во служба на граѓаните. Зимското чистење, засега со првиот снег беше спроведено согласно програмата, но не застануваме тука. Вложуваме напори да се подобри и модернизира зимската служба. И во оваа прилика ќе објавам дека една од работите што успешно се реализира деновиве е потпишаниот анекс на договор со Министерството за локална самоуправа, а преку Бирото за регионален развој со средства во висина од 3 милиони денара ќе биде обнабавено ново моторно возило за зимско одржување на локалните и регионални патни правци, со што ќе ја зголемиме безбедноста на сообраќајот во зимските услови. Еден од најприоритетните проблеми, што дефинитивно не засега сите и сообраќајниот метеж и проблемот со паркинг во центарот на градот. Тоа е нешто за што веќе после 1 јануари вредно ќе се зафатиме со решавање. Ќе работиме на изградба на монтажна челична катна гаража со доволен број на паркинг места, како и на воведување на зонско паркирање за регулирање на гужвата во сообраќајот. Со тоа еднаш за секогаш сакаме да се стави крај на сообраќајниот метеж во централното градско подручје. Честопати потенцирам дека со посветена и работа од срце можеме да направиме многу нешта. Со малку средства, но со многу љубов. Ова моја девиза е водилка да работам во насока Крива Паланка да биде подобра верзија од вчера, а уште побава денес
да е утре. И во тој манир, во овие 2 месеци, неуморно работиме да возможиме секој поединец да ги има она што му е најпотребно, а во прв план да има среќа и задоволство кај граѓаните, тргнувајќи од најмалите. Токму тоа е и видливо денес, во централното градско подрачје, од атмосферата за која говорат лицата на сите што минуваат низ градскиот плоштад и парк на новогодишниот базар. Што како новина го ведовме и ќе продолжиме како традиција да го преминуваме за секој поголем празник на општината. Па така овој новогодишен амбиент и украсување на дополнет со поставување на новото прво од ваков вид урбано детско катче во градот, во градскиот парк. А сега и со празничниот базар, Крива Паланка живее во еден прекрасен новогодишен ритам, давајќи му импулс на празничниот дух, што со сигурност ќе трае. Радоста и задоволството што ја гледам на детските лица, на лицата на нивните родители, баби и дедовци, а посебно на младите кои како што никогаш досега се присутни во центарот на градот, радувајќи се на магијата на празниците. Чест ми е што овој наш тренд на креирање на активност веќе одекна во медиумите и јавност, дека сме една од општините со најубава културна забавна програма за сите генерации. Тука сакам да најавам дека од вечер, па се до крајот на оваа година, на плоштадот имаме музички забавни содржини за сите генерации. И во исто време, ве повикувам да ги поканите своите најблиски и пријателите. Со почитување на сите неопходни мерки за заштита од COVID-19, да уживаме во празничната атмосфера на овој празничен базар. Со еден ваков тренд, како што реков, ќе продолжиме и наш врвен приоритет со програмата за локален економски развој и подобрувањето на квалитетот на живење на локалното население и развојот на градот. Ќе ги разобавиме катчињата за одмор и рекреација во секоја населба, со надополнување на содржините со нови детски катчиња, детски паркови, фитнес зони, балон сала на вештачка трева, повеќе наменски игралишта за рекреација и така натаму. Зашто веќе е остварена соработка со националните владини и други институции, како и со приватни компании, зашто активно ќе работиме во периодот што следи. Паралелно, она што во предизборната програма го најавив како приоритет е развојот на Калин Камен, како туристичко-рекреативен центар, постојано во фокусот на моето работење уште од самиот прв ден. Така веќе е склучен договор со Министерството за локална самоуправа, преку Бирото за регионален развој, во износ од 9,5 милиони денара за изградба на локален пат Крива Паланка, село Варовиште, село Кошери, село Бъс, а работиме и на изнаоѓање средства за докомплетирање на патот, за целосна пристапност, со што ќе се овозможи полесен пристап на туристи со поголеми возила до овој локалитет. Во исто време и кон локалитетот Испосница во село Градец, што е уште една точка каде планираме да го инвестираме и да го развиваме туризмот. Спортот како област ќе биде високо позициониран во моето работење. Уште на самиот почеток тоа го покажавме со олеснување на функционирањето на спортските клубови со овозможување на достапност до училишните спортски сали за клубовите. Даваме силна поддршка со стипендии за успешни спортисти. А во наредниот период ќе продолжи програмата Спорт за развој во Крива Паланка. Како општина започнавме процедура за поддршка на спортот преку иницијатива Еден денар за спорт, која е предвидено да формира општински фонд за спорт или едноставно кажано, планирани се многу активности за нови поголеми спортски успеси и подвизи. Обврска на општината се низините граѓани. Во таа насока донесена е одлука на Советот од 1 јануари 2022 година за доделување на еднократна парична помош за секој новороденче, со адреса на живење на територијата на општина Крива Паланка, како и еднократна исплата на средства за секој прваче запишано во општинските основни училишта, почнувајќи од наредната учебна година. Општина што е еднаква за сите, значи достапна и пристапна за сите категории граѓани. Затоа потенцирам, ќе се води грижа и за лицата со попреченост. За сите
за кои ќе се изгради, односно постават пристапни рампи до сите јавни објекти и институции, а службите ќе го прилагодат работењето за да имаат еднакви можности, бидејќи тоа е наш долг и тука нема изговори. Секој за секого треба да прави онолку колку што може. Еден ваков манир го отсликуваме со веќе добиениот проект за меѓуопштинска соработка. Проект во кој меѓу другото е планирана набавка на опрема за нашата територијална противпожарна единица. Но воспоставуваме соработка и мислиме малку пошироко и на соседната општина Ранковци, со што јасно испраќаме порака за соработка и подадена рака, што е доказ дека ќе соработуваме со сите, почнувајќи од најблиските, соседните општини, што ќе придонесе за наш заеднички развој. Ќе работиме и на развојот на поголемите средини како што се селата Мождемјак, Конопница, Нерав и Луѓе. Воведуваме новина, активност за поддршка и субвенционирање на мали фирми со поврат на дел од средствата за набавка на опрема. Креираме политики за локален развој, за промоција на локални продукти со надгрба на ГИС платформата за целосна дигитализација на податоци, планови и линиска мрежа. Ќе креираме нови политики за културен развој со директно вклучување на граѓанските организации и експерти за реализација на авторски настани и проекти со поддршка на општината. За подобра и развиена општина продолжуваме напорно да градиме водоводи, канализации, како и да вложуваме во патната мрежа. 2 милиона денара ќе бидат инвестирани во реконструкција на пристапни патишта во населба Единство, крак 1 и дел од пристапната улица Пиринска. Средствата се веќе обезбедени со одлука на владата и се веќе проектирани наменски со буџетот за 2022 година. Со договори од ТАВ програмата на владата на Република Северна Македонија ќе се градат патот во Мизолски ливади, крак 1 и крак 2 со вредност од 14,5 милиони денари. Пат во село Конопница, место Чивлик со вредност од 3,7 милиони денари. Изградба на улица Вршачка со вредност од 10 милиони денари. Пат кон новите градски гробишта, вредност од 12,2 милиони денари. Проект кој е веќе во завршна фаза. Преку североисточен плански регион ќе се изградат тротоарите по должина од целата главна улица, од клучката на влезот до излезот на градот, во секој дел каде што нема тротоари. Проект вреден 13 милиони денари. Овде сакам да потенцирам еден многу важен проект што со сигурност ќе се реализира, бидејќи во тек е потпишување на договор за дислокација на дел од Лев главен фекален колектор во градското подрачје, со што ќе се овозможи реализација на пристапната улица на левата страна од Крива река. Почнавме ќе продолжиме со уредување на минор коритото на Крива река. Дел 3 со средства во висина од 6,5 милиони денара од Министерството за финансии преку Светска банка. Планирана е регулација на домачки дол. Ќе ги споменам и тековната реализација на двата прекогранични проекти од ИПА програмата на Европската Унија, на која интензивно се работи на регулација на Бабин дол со изградба на пешачко-рекреативна патека кон манастирот Свети Јоаким Осоговски, почнувајќи од спортскиот комплекс. Другиот проект предвидува изградба на пристапна пешачка патека кон локалитетот Станички водопади, за поголема промоција и достапност до туристичките локалитети и убавини со кои располага општината. Врвен приоритет е проектот од предизборната програма на која веќе се работи е регулацијата на Дурачка река, за која се комплетира техничката документација. Регулацијата на коритото и изградба на улица покрај самата река. Уредување на просторот под стамбениот комплекс кај населба Единство. Уредување и реконструкција на просторот и пренамена на објектот на Стара касарна. Реконструкција и уредување на градскиот базен и градскиот пазар со можност за јавно-приватно партнерство. Во периодот што следи, ќе инвестираме и во областа на водовод и канализација, со што ќе се отпочне со реализација на значајни проекти. До изградба и реконструкција на водовод во Вирови Грамаѓе 10 км водоводна мрежа. До изградба на водовод во населба Мизолски ливади. Изградба на примарен систем за водовод во населба Калин Камен. Со средства од Агенцијата за спорт и млади ќе се изгради повеќе наменско игралиште во село Мождемјак.
фитнес зона и балон сала со вештачка трева на спортскиот комплекс, а ќе се уреди постојаниот обект со соблекувални и други содржини на фудбалскиот стадион. Тековно се работат и на други два значајни проекти. По речиси цели 40 години ќе се изврши реконструкција на киносалата во Националната установа Центар за култура, со средства во висина од 4 милиони динари, а ќе се реконструира и фасадата на локалната установа Градски музеј. Пред нас е период во кој ќе се заложиме заедно со администрацијата и со сите општински ресурси со една единствена цел – во нашата Крива Паланка да живеат и работат среќни луѓе. Можеме и умееме и сигурни сме дека ќе биде така, зашто само среќни луѓе се продуктивни, корисни за заедницата, за семејствата. Ваквата работа е влог во човечкиот капитал на среќа и просперитет. Почитувани советници, раководители и директори, ценета општинска администрација, драги мои сограѓани. Крајот на годината е време кога се прават планови за годината што следи. Јас ви ги представив дел од моите планови за наредната година, воден од мислата за модерна, европска и економски стабилна и зелена Крива Паланка. Нека ви се среќни новогодишните божитните празници. Нека семејствата ви се полни со насмејани лица и радосни срца. Рацете нека ви бидат полни работа, а куќите полни намирници. Да немаме неволи, а да имаме волја за нови подвизи, нови проекти, нови успеси. Примите ги овие мои искрени желби. Од срце ви посакувам среќна, берекетна и успешна нова 2022 година. Ви благодарам.